Со која сериозност го слушав градоначалников како го презентира предлог буџетов за 2026 година, то чудо едно, да бидам искрен, се надевам дека во новава 2026 вашиот неформален однос кон останатите советници од опозицијата ќе биде како вашиот формален настап како одговорница. Ве слушам преска обвинувате дека сме правеле циркус. Го слушам правникот Дарко вика само циркус да се правело. Председателката на Совет вика циркузи правите. Вака градоначалник да ви кажам, според мене, според моите очи, вие не водите град, водите циркус. Еве ќе ви кажам и зошто. Пред 20 дена предложивте буџет, а пред една недела ги немавме финансиските планови за јавните предпријатија и за основните и средните училишта. Поголема пародија за тоа да кажуваш дека вака предложениот буџет е сериозна работа, а да не земиш во предвид никакви финансиски планови за 2026 на јавни предпријатија, основни и средни училишта, поголем циркус од тоа нема. Според моите гледања, циркус е што седнициве, без почитување на деловник, ги води профил доктор. Ништо немам против професијата, но барем да се почитува нештото. Циркус е за мене кога председател на Комисија за финансирање и буџет, кој треба да биде филтер и да ве коригира по однос на вашите предлози, е наставник по музичко. Циркус е што истата комисија, наместо да ги оценува актите кои треба да ги филтрира и треба да ги гласаме овде во Совет, доделува еднократна парична помош. Се знае кој го извршува буџетов. Градоначалникот го извршува буџетот преку своји комисии кои може да си ги формира. Ја пред скоро време разбрав, знаете дека Комисијава за финансирање и буџет доделува еднократна парична помош? Истата одлука за доделување на еднократна парична помош, која како комисија ја аминува, тие одлучуваат кој од граѓаните ќе зема еднократна парична помош. Тоа е циркус градоначалник. Градоначалник овде е циркус што ние зборуваме за легнати полицајци, зборуваме за сообраќајници, а вие сте градоначалник на град кај што нема сообраќајни проекти. Еве да ве прашам како ќе ги реализирате тие легнати полицајци кога нема сообраќајен проект за таму кај што кажувате? Знаете како? Добро е понекогаш да тргнеме од основата. Некогаш треба да прифатиме забелешки и од останатите, без оглед што оваа група од оваа страна делува како опозиција. Ние имавме вчера можност со председателката на Совет малце и подетелно да разговараме околу нашите можности и капацитети и желба да се вклучиме во реализација на сето ова што го ветувавте за време на предизборна. Ама од друга страна, не гледам ништо поразличен буџет од оној кој бил предложен во 2025 година. Напротив, гледам по основ на репрезентација од 200.000 денари, буџетот е покачен на некој 1.000.000 денари. Вие водевте кампања пред која што на сите локални кафулиња му издадовте решение за отстранување на летните бавчи и тенди, за да цела кампања ја помините низ кафичи. Дел од ова репрезентација е за таа намена да ги покриете трошоците. За мене тоа е циркус градоначалник. Циркус е тоа што овде дозволувате како градоначалник Министерството за внатрешни работи рашум да прави да казнува низ градов за погрешно паркирање. Луѓе не можат да си застанат од аптека да си земат апчиња само затоа што локалната самоуправа не може да одвои време да изготви сообраќаен проект, да поднеси барање до Министерството за внатрешни работи за да прибави согласност и сите овие поставени знаци низ улици сигнална светлосна сигнализација и знаци. Знаете дека трошите по 2,5 милиони денари секоја година за рехабилитација на сообраќајнава инфраструктура во смисла на поставување на нови знаци. Пародијата дали ја разбирате во тоа дека без сообраќајни проекти не можете вие да поставувате сообраќаен режим? Кога зборуваме за нештото, зборуваме овде за правење на улица и патишта за рехабилитација на истите. Основата ја немаме. Да, Тополчани, да, ние
по однос на сообраќајната инфраструктура сме исти. Тополчани до вчера село беше. За да можеме да се наречиме град. Пародијата е во тоа што не е циркус, многу патем да ви упатам и пофалба по однос на тоа што овозможивте жителите на Прилеп конечно после не знам колку време во предновогодишните празници да почувствувате на поинаква атмосфера, ама дури и таму можеби е надвор од вашиот видик, дури и таму зад ваш грб некој прави пари. Треба да бидете свесни за тоа. Имате објавено како градоначалник, како локална самоуправа, јавна набавка за кецели за децава по основниви и средниви училишта. Свесни сте за тоа? Знаете кој ги исплаќа тие кецели, дека основните и средните училишта ги исплаќаат од свој буџет? За тоа беше пренамената од секторот за финансии на средствава сега, последно, со амандманиве што ги предложивте. Тоа е циркус, градоначалник. Ние овде како советничка група од Левица мислам дека даваме конструктивни предлози и како што вчера посочив и на координацијата со председателот на Совет, колку повеќе не множите со нула, толку потешко ќе ви тера мандатот. Некогаш е добро да се прифаќаат предлози, не заради друго, за да ја поставиме основата. Нашиве деца, младите од градов, бегаат од ваква работа. Од ваков циркус како што ние овде го правиме во Советов. Од ваков циркус, ја велам, секој си го има своето место. Овде имаме различни профили на колеги советници и секој во својата бранша и тоа како може да дај придонес. Ама некако ви се измешани лончињава. 1000 пати е повикам председател на Комисија за финансирање и буџет да дообјасни зошто при разгледувањето на некој предлог одлучила комисијата така. Го нема за жив, нема да се јави на говорница да каже нешто. Ја неам ништо против, кога тој ќе зборува за неговата бранша, јас можам да седам онде и мудро да го слушам и да се согласувам со него. Ради тоа што тоа не е во мој домен. Ама овде, откако почнавме со работа во Советов, освен кршење на деловникот, статутот, сега ќе почнат известување, ми стигна во текот на вчерашниот ден, дека ќе се врши ревизија од секторот за финансиска инспекција од Министерството за финансии за глупостите што ги правиме ние овде. Не дека Жарко е лош и дека сака да прави циркузи овде. Први, добро вика колегава Александар Китановски, работиме во бесправен објект. Ние немаме проблем со тоа. Работиме, така некој претходен градоначалник продолжил да работи, не го фатил возот со законот за легализација, објектов останал таков. Еве ве прашувам јавно како планираме да го решиме тој проблем. Не за друго, и лично сум засегнат за ова. Јас надвор од градов имам бесправен објект. Чекам закон за легализација. Дали ние како општина го чекаме истиот закон? Тоа ми беше прашањето. Се надевам дека моите забелешки ќе бидат прифатени добронамерно и нема да продолжите со множење со нула на нашата советничка група и на предлозите кои излегуваат однезе, заради тоа што ние нема да се откажиме од ваквиот начин на делување и подобро би било час поскоро да не прифатите како коректор, наместо да се исмејувате со нас. Искрено. Благодарам.